Аријан, слушаш? Добар ден, ова е очигледно изборен рапорт број 24 веќе, бидејќи набивме бројки во текот на минатиот ден, изборниот ден со 5 видео извештаи. Денеска би сакале во овој изборен рапорт да изнесеме неколку општи оценки кои се уште се во тек на доформулирање и се разбира завршни фази во кои што се анализираат, се верификуваат извештаите од теренот, од наблюдувачите на цивил во текот на изборниот ден, а се разбира и сите оние извештаи и анализи кои беа подготвувани, а дел од тоа и беше објавено во текот на изборната кампања. Општа оценка на цивил за изборниот процес е дека тој беше фер, демократски, слободен. Се разбира со многу забелешки за кои ќе зборуваме и денеска, бидејќи овој изборен процес на површина ги исфрли буквално сите болки и болести што ги има изборниот систем, односно изборната практика во нашата земја. Тука исто така можеме да забележиме дека се гледа и огромниот недостаток од политичка култура, а се разбира и од изборна култура во нашата земја. Во денешните обраќања кои што ги имаше и Државната изборна комисија и ОДИХР, слушнавме низа ставови, низа информации, некои од нив особено што се однесува до она што го слушнавме од представничката, односно шефицата на мисијата на ОДИХР, можеме да кажеме дека се работи за препораки и забелешки кои ги слушаме со години наназад, што е малку и непријатно. Како и да е, на самиот почеток од денешниот извештај би сакале да истакнеме родовата нееднаквост. Родовата нееднаквост уште еднаш се покажа во своите најостри форми, поточно жените се извонредно малку застапени на кандидатските листи и особено што се однесува до кандидатките за градоначалник. По изборите нивната застапеност на овие кандидатски листи ќе биде уште посиромашна, уште послаба, а можеме да кажеме дека и дури и избирачките одбори, еве ова како илустрација, дури и избирачките одбори според јавувањето на дел од нашите наблюдувачи на теренот вчера, биле во најголем дел составени само од мажи или пак од мнозинство мажи. Во огромно мнозинство мажите излегува вчера да го администрираат изборниот процес, како тоа да не знаат жените да го направат. Тоа е испротивно на демократските стандарди, меѓутоа исто така е спротивно и на законската регулатива која се грижи за родовата застапеност во нашата земја. Но изгледа дека тоа не е некоја посебна грижа или засегнатост на релевантните носители на одлуки за тоа како ќе изгледа еден избирачки одбор или пак како ќе изгледаат во случајот со политичките партии, како ќе изгледаат локалните власти во смисла на родовата застапеност. И не е во прашање само изборниот законник, ако зборуваме за легислативата, каде што се бележат голем број слабости. На второ место би сакале денеска да го истакнеме и проблемот со озаконетата дискриминација и на малите политички партии, а особено на независните кандидатки и кандидати. Гледаме дека според кога велиме о законето, најчесто и најмногу мислиме на тоа дека имаме и закон за медиуми, закон за АВМУ, а и упатство за платено политичко рекламирање. Па така, во ова упатство гледаме дека според закон, според упатство кое го носи релевантна институција, распределбата на медиумскиот простор за помалите политички партии и кандидатите, независните кандидатски листи е повеќе од неправедна.
Еве уште еднаш да го кажеме тоа, со илустрација која се можете да ја видите и прочитате и во самото упатство, односно од 9 минути и 30 секунди во текот на 1 час, 4 минути се обезбедени за СДСМ и ДУИ, 4 минути за ВМРО, ДПМН и Алијансата за албанците, 1 минута за останатите политички партии, парламентарни политички партии, а само 30 секунди за вонпарламентарните партии и независните листи. Нема потреба посебно да се нагласува дека овде се работи за законски овозможена дискриминација, неправда против помалите политички партии, а особено кон независните кандидатки и кандидати. Понатаму, што се однесува до самиот изборен законник. Изборниот законник доживеа и преживеа уште една измена, веројатно 37 или 38 поред. Таков каков што е, овој законник изобилува со недостатоци, изобилува со бројни контрадикторности и низа други слабости кои што не би требало да ги има еден закон, а особено ако се работи за толку суштински закон како што е изборниот законник. Згора на тоа, македонскиот парламент ја прекрши, односно не ја испочитува повеќе пати повторената препорака од ОДИХР, а секако и од низа домашни релевантни организации, меѓу кои и Цивил, да не се носат законски решенија во изборниот систем најмалку 6 месеци пред одржување на изборите. На 15 септември, 32 дена пред да се одржи гласањето, односно изборите, локалните избори, беа изгласани најновите измени во изборниот законник. Сме виделе и полошо, меѓутоа секако еден месец пред одржување на избори е крајно непрепорачливо како од меѓународната заедница, така и од домашната сцена на невладините организации, а секако и е спротивно со добрите изборни практики. Изборната кампања, која траеше и во текот на изборниот молк, ја одбележа црната пропаганда со дезинформации и говор на омразата, а неретко и повици на насилство. Дел од политичките партии водеа валкана кампања на национални теми, вклучително и темите како што беа пописот, спасувањето на цивилите од Авганистан, како и трагедијата во Тетово. Не изостана етничката омраза на социјалните мрежи кај дел од поддржувачите на ултранационалистичките формации, политички формации во земјата, иако на официјални нивоа гледаме дека се создадоа мултиетнички коалиции и во националистичкиот кампус по примерот на СДСМ. Мониторингот на Цивил бележи и неколку случаи на директно учество на граѓански организации во политичка кампања. За дејствување на здруженијата постојат законски ограничувања, на тоа предупредивме и доста пред да започне кампањата, во смисла на основните начела на невладините организации согласно со Законот за здруженија и фондации. Во случајот со локалните избори оваа година бележиме кршење на овој закон и други принципи. Се бележат исто така и низа други нерегуларности, во принцип се работи за 17 категории нерегуларности, од кои 10 беа застапени во текот и на изборната кампања, забележани од долгорочниот мониторинг, а секако и на денот на гласањето, кога на терен беа повеќе од 270 луѓе или речиси 300 луѓе на терен беа со беџот на Цивил, се разбира, и со беџот на Државната изборна комисија, што исто така беше проблем, но за тоа можеби во некој од наредните изданија на изборен рапорт. Како и да е, ние имавме и изборен рапорт во текот на изборната кампања, некаде последниот ден ми се чини од изборната кампања, излеговме со извештај од изборниот период, односно од изборната кампања,
од долгорочниот мониторинг. А што се однесува до изборниот ден, него го одбележа, ќе погодите за што ќе зборувам секако, го одбележаа фингерпринт апаратите кои не функционираа во голем дел од избирачките места во земјата. Во еден огромен дел од избирачките места кои ги посетија нашите мобилни наблюдувачи, се виде дека луѓето во избирачките одбори не се доволно подготвени, добро подготвени за да ја истераат таа операција како што треба. Дел од нив на мобилен телефон го гледаат туторијалот, видеотуторијалот, за да можат воопшто да го започнат гласањето заедно со овие уреди, а секако тоа ги фрли во сенка нивните заложби, професионални заложби да отворат навреме и така натаму, меѓутоа што вреди ако се отвори избирачкото место навреме, ако биометриските уреди не функционираат. Како и да е, знаеме дека и пред да се одржат изборите, Државната изборна комисија излезе со став дека не може да гарантира функционирање или целосно добро функционирање на биометриските уреди. Се разбира, може би некој може да даде гаранции, може некој и да не даде гаранции, меѓутоа одговорност мора да има. И морална, и политичка, а се разбира и законска, бидејќи се работи за 11 милиони евра пари на граѓанките и граѓаните на нашата земја, кои ги дадоа за да се, да бидеме и малку послободни во овој рапорт, за да се задоволат одредени политички апетити, а се разбира и политички хирови, какви што често гледаме на македонската политичка сцена. Како и да е, со огромниот број на случаи во кои биометрискиот уред не функционираше, се зададе удар на правото на глас. Со тоа што процесот беше бавен, еден дел од луѓето беа обесхрабрени да гласаат, заминуваа од избирачките места и се разбира дел од нив беа принудени да чекаат во долги редици и да имаат ситуација во која беа изложени и на невнимателните граѓанки и граѓани кои не внимаваа на COVID-19 мерките, а се разбира и на агитацијата која беше распространета низ целата земја и затоа имаме многу такви извештаи од теренот. Се разбира, дел од избирачките одбори се снајде и овозможи гласање на различни начини, на други начини, со отпечаток од прст на хартија, односно во избирачкиот список, со спреј, со UV ламба и така натаму. Се се виде една крајна произволност во изборниот процес на денот на гласањето, нешто што навистина треба да се адресира во наредниот период и во законска, и во политичка, се разбира и во морална смисла на зборот, кога веќе зборуваме за произволноста, како што би рекол еден мој колега на утринскиот колегиум, беше тоа дека ако веќе има произволност во толкување на закони, упатства, процедури и протоколи, тогаш зошто немаше произволност и во случаите кога луѓето не се на избирачки список, но имаат уредни документи, тие се тука, живеат во близина на избирачкото место, но има потешкоти да го остварат своето право на глас, затоа што администрацијата не го ажурирала избирачкиот список или од други причини. Истото се однесува кога зборуваме за произволноста и за другите аспекти на почитување на човековите права, особено во поглед на правото на глас, кој е фундаментално човеково право. Нашиот мониторинг во моментов има 14 обработени извештаи за грубо попречување на работата на наблюдувачите на цивил. Имаше гротескни изговори од повеќе избирачки одбори во земјава, 14 на број,
во кои не беше дозволено наблюдувањето на цивил на тие избирачки места. Изговорите беа чудни, во еден случај се бележи и грубо одбивање со зборовите бегај, во комуникација со наш наблюдувач. Исто така видовме и чудни изговори на една председателка за која известивме и синоќа на избирачки одбор која на нашиот наблюдувач му кажала дека од општинска изборна комисија и кажала дека не може да влезе да прими наблюдувач на цивил. На трето или четврто место беше кажано дека не можат наблюдувачите на цивил да наблюдуваат заради тоа што не се акредитирани, иако беше понудена акредитација, односно копија од акредитацијата. Понатаму на друго место беше споделено дека по СМС дошла порака од општинска изборна комисија дека не треба да примаат лица од цивил во избирачките места. И да не набројувам понатаму, ова ќе биде предмет на посебен извештај кој ќе го поднесеме пред јавноста, пред македонската јавност, а се разбира и меѓународната јавност, за тоа како помина овие наши наблюдувачи. Ние како Организација за човекови права и слободи сме засегнати со правото на глас. Тука сме да помогнеме пред се на граѓанките и граѓаните, но се разбира и на институциите, на сите институции кои се релевантни во изборниот процес. Тука сме да помогнеме, да соработуваме, да го збогатиме изборниот процес со атрибути кои се соодветни на демократска земја. Затоа се надеваме дека во вториот изборен круг вакви инциденти нема да има, а да не зборуваме за дури 14 досега обработени извештаи кои малку подсетуваат на времења кои сакаме да ги заборавиме или да ги оставиме барем зад нас. Кршењето на изборниот молк е дел од политичката култура, односно изборната култура во нашата земја. Практично тука, да се изразам повторно со зборовите на еден мој колега во еден негов текст кој вели дека политичките партии со консензус го кршат изборниот молк, и тоа е навистина таков случај. Гледаме изборни процеси наназад многу пати, каде што едноставно политичките партии, односно учесниците во изборните трки, не го почитуваат изборниот молк. Јас би сакал тука денеска да вклучам еден мој колега кој би зборувал токму на оваа тема. Тоа е мојот драг колега Дехран Муратов, да го видиме што ќе ни каже во врска со тоа. Тој има и една многу интересна илустрација, случај со кој се илустрира како кршењето на изборниот молк всушност е станато нешто на кое навикнавме. Едноставно го толерираме без воопшто да помислиме дека всушност тоа е погрешно. Здраво, Дехран, дали се слушаме? Сега мислам дека се слушаме. Да, се слушаме, да. Повели. Да, вака, убаво кажа, на некој начин сите го прекршуваа за изборниот молк со консензус. Она што е интересно, што на социјалните мрежи, доколку политичките партии, активисти, лидери не можеа или внимаваа да не го прекршат изборниот молк, на некој начин наоѓаа анонимни профили или страници кои што тоа го правеа во име на партијата која што сака да ја застапуваат. Тоа зборуваме за низа нерегуларности, односно кршење на изборниот молк и пред гласање, но и за време на гласање. Она што исто така може да го кажеме како илустрација дека
кршењето на изборниот молк станува веќе нормално и на некој начин може да кажеме зошто и постои тој изборен молк кога никој не го почитува. Може да даеме еден случај каде што, например, тоа е веќе нормална појава во, например, во Шутол Ризари, изминатите неколку изборни циклуси. Има ситуации каде во секоја уличка на некој начин дел од политичките симпатизери во присуство дури и на политичките лидери си прават некој вид на пикнинг и на масичка обележана со партиски материјали, седат на таа улица како на некој начин да обележуваат територија, дека таа е нивна територија. И сето тоа е нешто нормално, а тоа е речиси во сите улици кои што се во близина на избирачките места. И такви информации во веќе вчера, например, не ни добивме дека тоа се случува, а се случуваше. Затоа што веќе тоа и го сметаат како нормално. Затоа велам дека таквите прекршувања на изборниот законник, на изборниот молк, стана толку нормално затоа што на крајот денот, кога нема кој да ги санкционира тие прекршувања, едноставно граѓаните и политичките партии си дозволуваат тоа да го прават во континуитет и го зголемуваат. Благодарам, Дехран, за оваа извонредна илустрација. Би рекол дека во многу нешта тоа изгледа и многу шармантно всушност, особено кога темата би била малку поинаква. Како и да, јас би сакал утринава во утрински брифинг подсетив и тука би можел да подсетам на една идеја која изнесе и Саша Ордановски во колумна за Цивил медија, дека всушност треба да се тргне изборниот молк од изборниот законник, кога веќе никој не се грижи за тоа дека се крши изборниот молк. Нормално да се апелира или да се регулира на некој начин тој да биде сепак контролиран во некакви рамки и сето тоа, но да нема изборен молк за тоа што и онака сите го кршат изборниот молк, и се разбира во тој случај или во таков случај би можеле да добиеме и можеби по-креативни решенија за да се представат луѓето дури и во време на гласање или непосредно пред гласањето. Јас би сакал да видам како тоа низ призмата на една моја колешка протече денот во текот на денот на гласањето. Би сакала да се слушнам со Дијана Тахири, моја колешка, па како помина денот вчера. И стварно ова не е навистина некоја би рекол ситуација во која јас нешто, ајде сега моите колешки и колеги ги прашувам како помина денот, а сум дел од тој колектив. Впрочем, јас бев во престудиото на Цивил, а тие беа на сосема друга локација во канцеларијата, во седиштето на Цивил и работеа навистина многу напорно. Честитам уште еднаш и мојот восхит, уште еднаш би сакал да го искажам тука. Дијана, како помина денот вчера? Бурно помина. Имавме мирни избори релативно, меѓутоа кај нас во канцеларија беше малку поинаку. Ние нели имаме над 260, 200 и колку се точно 270 набљудувачи распространети низ целата земја, значи во многу општини, од кои што добивавме буквално сите тука што бевме во канцеларија добивавме извештаи преку телефон, на Вибер, и на сите можни други начини, преку мејл, и сето тоа требаше да се архивира, да се стави во нашиот систем за подоцна, нели, да направиме извештај што тоа се случувало на денот на изборите. Значи, како што и Џавир кажа, како што кажа и ти Џавир, дека имавме прекршувања
може би малку поситни од останатите години, меѓутоа имаше доволен број што укажуваше на дека сепак не е се во ред, меѓутоа сепак беше релативно мирен денот во однос на нерегуларностите. Јас знам дека во еден момент имавме толку многу јавувања од толку многу набљудувачи што малку му се помачи математиката каде да вметнеме, па почнавме да се така да си помагаме еден на друг колку што можевме. Така изгледа денот на изборите во цивил. Значи почнуваме веќе од 6 или 6 и пол наутро и завршуваме веќе до првичното објавување на резултатите, нели, прелиминарното. Тоа е што еден дел од екипата остана синоќе до 1:30 после полноќ. Дијана, има ли некоја анегдота од вчерашниот ден? Кога јадевте? Вчера, дали јадевте? Кога се случи тоа? Па јадевме, меѓутоа не можевме да се собереме сите, бидејќи малку и се поделивме едно време, требаше да се направат што поврзу некои извештаи и работи, нели, не те оставаа телефоните, така што во еден момент реков, ајде, ме моля да се симнам бев во неколку часови во друга канцеларија и почна да ме викаат нема да јадеме без тебе. Викам, во колку часот беше тоа? Па не знам, мислам дека беше некај 20 часот, може би, 20 часот, нешто така беше. И знам дека само рече, колегата рече дека има време до 1 часот, ајде јадеме сите. И да не заборавиме, освен тие 300 набљудувачи, нели 270 акредитирани и уште околу 30 на мобилни набљудувачи кои се задолжени за чешлање на теренот, така велиме ние. Имаше и голем број јавувања од граѓанки и граѓани, бидејќи јас тоа кога ќе добиев овде на екранот, гледав во заграда многу често граѓанин од таму и таму, граѓанка од таму и таму. Така што предпоставувам дека се во ова што го слушаме за таа динамика, плюс ако се подразбират и тие јавувања, верувам дека навистина било ужасно динамично, без оглед на тоа какви беа изборите. Има уште една мала ситна анегдота. Значи, се јавува на дали мене, дали на колега, веќе не се сеќавам. Луѓето мислат дека ако ги набљудуваш изборите, ги знаеш и резултатите, кој каде победил. Имаше и такви јавувања, знаете ли нешто? Не ја знаат динамиката, не ја знаат точната, нели, работа што ја правиме. Значи, ние ги набљудуваме изборите во смисла на било каква нерегуларност од страна набљудувачи, од страна, на гласачи, на изборна комисија и на се што може, се што се наоѓа на денот на изборите во изборните места. Дијана, малку посериозна тема, се разбира, ова е многу сериозна тема, но во доменот на темите кои ги обработуваме токму со изборниот мониторинг, може ли малку повеќе да искоментираме за родовата застапеност, за родовата дискриминација поточно во изборниот процес? Јас се сеќавам првиот пат кога ги добив статистиките, токму од тебе ги добив, бев шокиран, благо кажано. Шокирани сме сите, шокирани се и странците, нели? Странските имаше набљудувачи. длабок родов дисбаланс на овие локални избори. Впрочем, има секогаш на секои избори. Нели знаеме, родовиот дисбаланс кај политичките партии е особено видлив за време на изборните процеси, односно големата разлика на родова застапеност на повисоки позиции на државно политичко ниво. Оваа крајно нееднаква застапеност на жените и мажите, помеѓу жените и мажите на политичката сцена, уште повеќе се забележува кај кандидатите за градоначалници на овие локални избори, например. Според изборните статистики, бројот на кандидатки за градоначалнички на овие локални избори е уште помал од минатите. Значи, на 571 кандидатска листа за општинските совети има помалку од половина жени.
од 299 кандидати за градоначалничко место има, значи, се само 25 жени, додека застапеноста на жените во советничките листи е видно поголема од таа за градоначалнички места. На повисоко ниво, например, можам да кажам, извадив некои статистики значи во актуелниот состав на владата од 16 министерства има само 4 министерки, а во собранието има 47 пратенички наспроти 73 пратеници. Што се однесува до советничките листи, во голем број случаи се бележи само формално пополнување на кандидатските листи со жени, бидејќи е јасно дека во конечниот состав ќе влезат дури и помалку жени во органите на локалната самоуправа. Јас можам кажа да и господја Зулуета од ОДИХР да. во нашето интервју. Дури имаше поконкретна диагноза која што ние сите ја кажуваме, впрочем, дека жените кандидатки и тие жени што се кандидираат за градоначалнички на општините се фактички за да го изградат подобриот имидж, да изградат што подобар имидж на партијата што се однесува до родовиот баланс. Имавме примери од партии, мислам, јавни се гледаат, каде што женските форуми имаат форуми на жени на партиите, во текот на кампањите, на предизборните кампањи се собираат, нели уште во поголем број, па собираат уште повеќе жени и така го им прават чирлидинг на кандидатот што е маж на таа партија. Тоа е тоа кај нас. Јас можам да дадам и некои статистики која партија колку кандидатки и колку кандидати имало. Мислам, ако имаме време, ако не. Имаме, апсолутно да, ако можеме да ги слушнеме на вистина. Па да, секако. Значи, вака, на кандидатската листа за градоначалници од партијата СДСМ за овие избори, од вкупно 69 кандидати, само 5 се жени. Кај ВМРО ДПМН од вкупно 63 кандидати, само 3 се жени. Кај ДУИ од вкупно 19 кандидати, само една е жена, а ниту една жена не е застапена во листата на коалицијата Алијанса за албанците алтернатива и кај БЕСА. Овој пат немаше. Тоа го видовме и на една фотографија што ја сподели генсекот на Алијансата. Да, добро, тој секојаш се пали дека, мислам, не бил често на наши дебати и на интервју, секојаш се пали дека во Советот има многу жени, значи така ги класифицираат, не само тие, туку и сите, таму ги тераат во советничките листи. Значи кај Левица имаше од вкупно 8 кандидати, 2 жени, а кај Одлучно за промени, ЛДП и Дом, од 18 кандидати, 5 се жени. Значи, и кај ДПА од 14 кандидати, само една е жена, може би пропушти. Некој. Фасцинантно е тоа како политичките партии можат да бидат толку напредни и прогресивни во своите изјави, во своите декларации, платформи на хартија, а колку тоа всушност лесно поминуваат преку сето тоа, го забораваат тоа кога ќе излезат на терен, односно во реалниот живот. И навистина е разочарувачки како уште еден изборен процес гледаме со една таква маскулинистичка, една машка доминација во тие кандидатски листи и особено добра поента е тоа дека тие се формално поставени во тие кандидатски листи, а кога ќе завршат изборите ќе видиме дека уште помалку од нив ќе останат нели да бидат дел од структурите во кои се донесуваат одлуки. Јас би рекол дека тоа исто така е последица не само на тој еден патриархален, назаден, машко доминирачки дискурс, туку едноставно постои една таква континуирана црна кампања против жените во политиката, едно насилничко однесување кон жените во политиката, што едноставно дури и оние кои би сакале да се вклучат во општествено-политичкиот живот, често се обесхрабрени
токму поради тој грозен говор на омразата, сексистички, кој го гледаме не само на социјалните мрежи, ако таму доминира, меѓутоа исто така и во еден дел од медиумите, па дури и во изјавите на одредени јавни и политички личности. Мислам дека тоа е најблагото нешто што можеме да го кажеме во врска со тоа. Не знам што можеме да направиме. Убаво е да се слушне од маж, на пример, оваа констатација. И впрочем ја слушаме од мажи. Јас сум загрижена, тоа не доаѓа од жени. Жените се помалку се потикнуваат помеѓу себе, значи си ја даваат поддршката, мажите макар и декларативно, еве и ќе се изјаснат некако, значи нели во однос на како да кажам, еве ако е партиско, значи во однос на родовиот баланс, па сака да испочитуваат нели некаква квота и некаков баланс така. Меѓутоа жените со жените тука малку е поинаку. Да, добра, одлична поента. Би рекол, и повеќе пати сме слушнале дека всушност маскулинистичкиот, дискриминаторскиот дискурс најчесто го дистрибуираат жените. Благодарам, Диана, за овие исцрпни информации и извонредно добри поенти и ставови кои ги слушнавме за една област која е и наша засегнатост како Организација за човекови права. Јас би сакал за крај, но не најмалку важен, туку напротив подеднакво важен колега Драган Мишев, ако го имаме на линија, да слушнеме малку за црната кампања, за која многу често зборувавме. Дали имаме некое согледување да споделиме со јавноста и преку тебе? Мишев, се слушаме? Кој изгубивме? Здраво. Здраво, Драган. Како си? Се слушаме сега? Се слушаме, да. Уште имаме ли се слуша го следеше разговорот до сега? Да, секако. Секако нешто на мјут ми отишло. Како што за црната кампања и говорот на омразата ни е една од главните теми за кои истражуваме и за кои се бориме во Цивил. За жал, има инаку радо не би сакале да ја обработуваме. Не би сакале, да, но за жал таа е присутна во сите сфери, а поготово во овој политички дел од животот. За жал и во целиот предизборен период, така и во текот на гласањето, но и откако заврши гласањето во тие славенички атмосфери, да ги кажам, црната кампања и говорот на омраза провладуваше во комуникацијата на граѓаните. Тоа особено се одрази во овие локални избори. Ние во Цивил, заедно со моите колеги Дехран Муратов и Петрица Рачини како експерти во област, вложуваме огромни напори во детектирање и сузбивање на овие појави. Но кај надлежните органи, за жал, се уште немаме адекватна реакција. Иако алармираме постојано, не само ние, и други организации кои се бават со човекови права и значи, иако ги нон-стоп алармираме и ги повикуваме на реакција, досега надлежните органи немаат ставено под контрола оваа состојба и таа токму поради таа неажурност, би рекол, на надлежните органи и неказнивоста која преовладува, таа се зема и се поголем замав. Целта на нападите и говорот на омраза се најразлични групации, политички противници, неистомисленици, особено лидерите на партиите, но и невладините организации. Еве Цивил, например, честа мета на говор на омраза и
многу често тој говор на омраза и црна кампања кон цивил има оркестрирани размери. Особено можам да кажем како што денеска ти на утринскиот брифинг како кажува еден огромен проблем во општеството. Таа политичка култура кај нас која има огромни толеранции кон црната кампања. Особено црната кампања зима и родово базираната црна кампања зима се поголем зарад. И сега за изборите таа особено беше силно изразена кон оние неколку жени кои успеава да или има среќа да влезат во борба за локалните избори, тие неколку кандидатки за градоначалнички, малце повеќе кандидатки во советничките листи. За овој председателката на ОДИХР, господјата Зулуета, во недомнешното интервју за Цивил медија, изјави дека кога дошла тука била шокирана од тоа што го видела. Сите поенти и навистина е тешко да се живее и да се работи во една атмосфера која е постојано обременета со црнила, со негативни пораки, со повици за насилство, кои потоа се разбира, потврдено е, може да предизвикаат и реално, вистинско, физичко насилство. Благодарам, Драган, за оваа интервенција во нашата програма, во нашиот изборен рапорт. Јас се надевам дека сите колеги, односно колешката и колегите, ќе придонесат кон денешното текстуално издание на изборен рапорт и кое ќе биде набрзо тука и се разбира, ги замолувам да ги поместат и линковите до интервјуто на господја Зулуета, шефицата на ОДИХР мисијата, која очигледно, еве, неколку пати ја спомнуваме денеска во ова издание, да не биде заборавено тоа што го кажа и да се надеваме дека ќе биде малку подобра ситуацијата во блиска иднина, дека ќе се најде политичка и општествена волја и ќе се надминат овие трендови кои ја тормозат македонската демократија со години наназад. Се разбира, капацитети и ресурси постојат, треба само малку волја и труд да се вложат и ќе се надминат тие состојби. Јас сум убеден во тоа. Ако немаш нешто да додадеш, тогаш јас би сакал да додадам нешто баш во контекст на оркестрираните напади, онака чисто илустративно, само едно од стотиците илустрации за тоа како си поминуваме со црната кампања и ние, граѓанските организации, особено оние што се малку поактивни, поистурени во јавноста. Така што овде пред мене е една објава на Facebook страницата со навреда во сопствениот назив Сайбер клуби Лудата Јоци, која има стотици објави на адреса на Цивил, до сега и е само една од илјадниците објави кои се објавуваат на адреса на граѓанските организации, меѓу кои се наоѓаме и ние. Има една објава која се однесува на тоа како Цивил се повикува да гледа само дека се обвинува всушност дека гледа само нерегуларности кои ги прави опозицијата и дека не ги гледа нерегуларностите кои ги прават политичките партии кои се дел од власта, што е апсолутно неточно, толку е неточно што не вреди ни да се одговара на такво нешто, меѓутоа го користам ова како илустрација, уште еден неславен пример како една објава во која има низа обвиненија кои се тотална измислица
или пак се манипулација со факти за да се прикаже нешто сосема друго, и при тоа е обременета онака многу обременета со говор на омраза и со закани и повици на насилство. Некојаш се суптилни, некојаш се и многу директни, и оваа објава, јас мислам дека ќе има и посебна содржина за ова. Моите колеги кои го следат кои следат оваа тема, можеби Драган, можеби Дехран, ќе објават за ова посебна содржина. Но уште една работа, значи со сето ова таму, добро е да се каже дека оваа објава излезе вчера, во време на изборен молк. И сега вие имате обвинување за нешто што не постои, при тоа го кршите изборниот молк, и особено затоа што, ако ја погледнеме оваа Facebook страница, и низа други такви, има плејада, неколку десетици, кои биле предмет и на нашето истражување и мониторинг, тие зашто и како го кршат изборниот молк? Па затоа што се очигледно, сосема нормално е да се знае дека и е установено е дека тие се дел од политички партии, дека тие се сервис, спотер на политички партии кои, за да не го кршат директно изборниот молк во целост, го прават тоа и преку своите спотери, да ги наречеме, како што и оваа Facebook страница, и се разбира и низа други Facebook страници, кои како дел од партиските структури, а се разбира меѓу нив има и медиуми, како дел од тие партиски структури спроведуваат црна кампања со години, и ги знаеме и темите, ги знаеме партиите, ги знаеме и протагонистите, ги знаеме и спонзорите на сето тоа. Само, како што кажа и мојот колега Мишев, некако изостанува реакција од институциите, барем од оние кои се грижат за законитоста, односно па и за безбедноста во државата. Не мора на нас самите, меѓутоа во безбедносна смисла на зборот, овие тенденции може да бидат многу штетни. Некаде тука добро би било да завршиме. Повеќе од 40 минути сме со нашата јавност, со нашата публика. Би сакал само за крај да информирам дека Цивил подготвува детален извештај од изборниот мониторинг, кој ќе биде објавен во текот на идната недела. Еве овде пишува на почетокот на идната недела, да не се оптоваруваме, навистина има многу извештаи кои треба да бидат подложени на неколку филтри и на неколку начини да бидат обработени, да бидат верификувани, проверени, дупло проверени, а се разбира и да бидат представени онака како што ни доликува како на организација и на медиумска платформа, се разбира, да не заборавам тоа. Уште еднаш им честитам на граѓанките и граѓаните за вчерашниот изборен ден во кој се покажа како навистина мирни, достоинствени граѓанки и граѓани кои беа, би рекол, потрпеливи, подобри и на повисоко политичко ниво, на повисоко ниво на политичката култура, отколку дел од политичките партии. Се разбира, уште еднаш голема благодарност за неверојатно посветените и навистина добрите наблюдувачи на Цивил, кои од раните утрински часови започнаа со работа и завршија многу доцна во ноќта, некои од нив после полноќ. Па толку беше, само толку беше. Се гледаме веќе утре, предпоставувам, или задутре со новото издание на Изборен рапорт. Довидење.